хомното од Нилски конј. Само 24 часа по неговата величествена победа, куда негов партију излезе надвор, на собир, на други леви неолиберални лајна европски, за да каже една длабокумна идеја дека он би ја преземал одговорноста за промената на уставот, или читаме меѓу редови за пуштањето на така нареченото бугарско малцинство во Македонија во нашиот устав. Значи, некогаш волкот, викаат, го менува влакното, ама та биет од никогаш. Кај овие и слични хомна од Нилски конј, дури ни влакното не го менјаат. После се што им се случи, после дебаклот што им се случи на изборите летоска, нивниот главен фраер излегува пред цела меѓународна јавност да каже дека уставот треба да се смени и дека се додека не сме го сменеле, тоест мислеше на оваа влада, дека сами на себе сме си наметнувале вето. Дека сами на себе сме си пукале во колено. Може ли бе да бидеш такво ѓубре, да те прашам вака директно? Вие, кои што ги доведовте македонците, македонскиот народ, кои што ги турнавте во таков срам, такво понижување пред очите на светот, да ни се смееше цел свет, дека еден народ во 21. век со сите права кои што му ги дава, така да кажам, кои што ги има самиот, башка му се загарантирани, ако сакате од и во рамките на таа истата Европска Унија во која што сакаме да влеземе, а тоа е правото на самоопределување. Да кажеш слободно кој си, што си бил, што сакаш да бидеш. Вие му го земавте тоа право своеволно, како што викаше оној ваш ретардо, само со еден потек со пенкалото. Избришавте цел еден народ, или барем поточно се обидовте да го избришете. Им седнавте во скутот и на грците и на бугарите да ве клацкаат како што сакаат. И такво понижување на еден народ Европа немаше видено, ја мислам, нема никогаш видено. Никогаш. Кога беше сведок дека еден народ си го смени под уцена и под ултиматум собственото име и собствениот идентитет. Затоа што беше партија на власт, составена од слични хомна од Нилски конј и со предавнички менталитети, со немање никакво чувство кон собствениот народ, кон собствената татковина, кон жртвите и аманетите оставени од оние кои што ја граделе, кои што сонувале да биде независна, кои што гинеле за неа, кои што на било кој начин дале дел од себе. Утре македонците не имаат своја држава. Тоа вие хомна предавнички од Нилски конј го направивте во време, во период кога знаете низ какви
премрежија поминуваат народи кои што уште не може да имаат своја држава, во која што би го развиле слободно до максимум својот идентитет, своите традиции. И која што би дошла како круна на нивната вековна борба за слобода, да не ги редам кои се тие народи. Вие во едно такво време, и то тие народи не се, како да ви кажам, повеќето од нив не се ни европски. Вие си го дозволивте тој луксус да го поништите своето, да го поништите идентитетот на својот народ во срцето на Европа, во 21. век. Уценети од членки на Европската Унија, за чии што дела и действија насочени против македонците, стоеше токму Европската Унија. И сега ти ѓубре едно, 24 часа по твојата величествена победа, куде тебе у партију, со освоени само 18.000 гласа, излезе пред очите на европската јавност и понатаму да смрдиш со несмален интензитет и да лупеташ работи од типот истите флоскули, истите спинови што ги верглавте 6 години додека го предававте македонскиот народ во рацете на велико-бугарскиот шовинизам. Истите зборови. Сами си наметнуваме вето, дајте да го менуваме уставот, дајте да го отвориме уставот. Треба да гледаме напред. Сите околу нас ќе отидат пред нас, ние ќе останеме позади. Ние сме ѓубре едно. Веќе позади. Благодарение најмногу на вас. Затоа што поголеми хомна од нилски коњ од вас успеа да ве натакнат на ашимот и да ве лажат дека ако си го смените идентитетот и ако го понижите својот народ, ќе ве пуштат уште следниот ден во Европска Унија. И братски ќе ве гушнат во тоа братство на хомна од нилски коњи. На држави кои што 80% од нив во Втората светска војна му седнале на скутот, во скутот на Хитлер. Значи имале квислиншки режими кои што му се поклонеле на Хитлер. Ние сме и онака последни. Не можеш да бидеш попоследен од последниот. И со кое право хомно едно од нилски коњ кажуваш дека ти би ја презел одговорноста да ние го отвориме уставот и да ги пуштиме бугарите од уставот, демек пред очите на јавноста ти ќе ги примиш сите критики, ти ова ти она. Абе, билајло една. Заради вашиот групњак со бугарите, вие изгубивте власта, бе. Абе, завчера зборев за тоа кој била твојата фамилија, која била, како ги пречекала бугарите во Охрид, бугарските фашисти, кога влегле, како освободители на Македонија. И кажав, која бирале на времето со стројници, снаи, зетови, прашувале од каква фамилија е детето. Дали фамилијата е честна, дали има лошо семе во фамилијата,
Дали во нивната семејна лоза има крадачи, убици, силеджи, предавници? Па кажувале, ако нема од добра фамилија детето, пуштале стројници по невестата, нели? До добра фамилија невестата пуштале стројници. Завчера зборев за тоа. Само 24 часа после твојата величествена инаугурација за цврстување на твојот партиски трон, влагаш во ваква, како да кажам, болна бумбарска, не знам како да ја наречам, далавера. Која одговорност би презал ти? Знаеме вие какви одговорности. Видовме 7 години дека превземавте, дека сте способни да преземете огромна одговорност да бидете предавници на својот народ. Видовме 7 години свакави час за таа одговорност. Веројатно тоа на нормален човек не е лесно да го направи. Да преземе одговорност да го предаде својот народ. И тоа да го направи со таква леснотија, да мисли самиот дека прави некоја најпозитивна работа за иднината на наредните поколенија. Може би за неговите, да, околу него, за народот негов малце потешко. Ако мислеше дека ќе преземеш таа одговорност, знаеме дека ќе ја преземеш. Лесно ја презимате таа одговорност. За одговорност да преземете да бидете предавници, тоа не ви е проблем. Тоа 7 години го докажувавте. И место сега, откако доживеавте фијаско на изборите у минатото лето, да ви дојде малце памет у глава, барем да глумите некој патриотизам, пошто сте утепани, опозиција, ви се растури партијата, 18.000 луѓе ви го гласаат лидерот само, од колкава партија бевте 150-200.000 члена. Сите се разбегаа од вас. Како од шума, како чума да има кај вас. Место барем да направите обид, да му се упикате у гъс на народот, да почнете да зборувате наративи кои што до сега не сте ги зборувале. На вашите шилјокурани шо ги спремате да ве наследат, наместо да им дадете кока да шмркаат, да им дадете историски читанки да читаат за Македонија, за македонците, ни што све поминале. За оној егејскиот екзодус по граѓанската војна во Грција, за тоа што претходно се случувало во Грција. Теророт, обидот да се избрише нивниот идентитет, за она се што се случувало во Бугарија, за сите нивни атаци врз македонскиот идентитет, да седна да научат што е значењето на 11 октомври, кој ги стрелал младинците во Ваташа, кој го убил Корчагин, кој им ги корнал ноктите и ги мачал во затворите Мирче Ацев Страшо Пинџур, кој ја исекол главата на Дуња и ја наденал на кол на народниот херој, кој направил уште стотици други злосторства во Македонија, од основањето на ВМРО, пред илинденските случувања, по илинденските случувања, букурешките договори, да научат нешто, да научат за Вапцаров, да научат за Мисирков,
да научат за Ѓорѓија Пулевски, за Мајски, за Кирил Пејчиновиќ, да им кажете како ултиматум да научат за солунските атентатори, за анархистите што студирале по Сорбона, македонски патриоти по пичке си материне, кои што зборувале по 5 јазика, ама имале идеја Македонија да видат слободна, независна, без окупатори, без робовладетели. Вие излегувате и со најголема леснотија вашиот новоизбран лидер кажува дека е спремен да преземе одговорност да направи уште едно предавство. Наместо да ја пружи рака на власта, да каже, види, ние сме утепана партија, но ние ќе застанеме зад вас, во сите ваши заложби, борби да ги исправиме грешките што како ретардирани ги направивме последниве 7 години. Место да излезе и да каже, направивме предавнички потези, должни сме му на нашиот народ, должни сме му многу, ќе гледаме нешто да исправиме од тоа. Тука сме да ви помогнеме и така за нас во власт више нема. Тој оди на собир на други левичарски социјалистички хомна од нилски конј, да плука по собствената држава и да продава муда за бубрези, како он со леснотија би го отворил уставот и би им рекол: бујрум, влагајте кој сакате, прајте што сакате. Македонија ви е на располагање, една голема тезга на кванташки. Кој сака може да влезе, кој сака може да што сака да прави, да разнебити, да разгради, затоа што јас преземам одговорност, еве, ако вие не сакате од власта. Ти веќе немаш никаква одговорност, никакво значење. Ти си изродена кукавица која што вчера со таа изјава уште еднаш плукна врз сите аманети, завети на сите наши дедовци, прадедовци, кои што гинеле за оваа држава, кои што ја граделе оваа држава, дали во војна, дали во мир. Дали сте вие свесни во таа партија, со таа изјава вчера вашиот новоизбран сакан лидер како ве до закопа? Вјеба мајката. И онака ви беше еба на мајката. Ви ја доеба и ви ја измоча на крај. Дали вреден кај вас има нормален, што вчера после таа изјава не му се јавил или му рекол: види, председателе, ова баш и не ви требаше да го изјавите. Не сега, не денес, ние пак може да си бидеме предавници, ама сега требаше извесен период да глумиме малце патриотизам. Барем да глумиме. Да ги научиме нашите шилјокурани шо 11 октомври. Да не искачат и да не лупета, да им се смее цела држава. Луѓе со факултети, со дипломи, ама не стигнале да научат ни за солунските атентатори, ни за екзодусот, првото етничко чистење на тлото на Европа на македонците од Егејска Македонија. Не стигнале да научат, веројатно, ако не знаат што 11 октомври, не знаат ни што е 2 август, предпоставувам. Не знаат ни што се случило во 1892, па уште помалце знаат што се случило. Наместо тоа, им давате по кило од тоа колумбиското брашненце
да шмркаат ко мравојди по цел ден. Вие сте биле државотворна партија. Абе, само укинете се уште од денес, бе. Само укинете се, најпаметно ви е не... Вие членовите на таа партија, на СДС, не губете време, бе. Абе, време си губите само што ќе ве викнат на состанок од пола саат у некој штапче, времето си го губите. Боље идете за тоа време, не знам, продавајте лалиња негде на некоја, поред некој супер, поред некој маркет. Продавајте семки. Поубаво времето покорисно ќе го потрошите. Одошто да се занимавате веќе со партиски активности. Вие повеќе не постоите, бе. Вие сте минато, свршено. Крај. После се што се случи, 24 часа од како го забетониравте за лидер, излези вика, ја немам проблем да сменам и устав и све, пошто не икам да гледам другите како одат напред. Па нека одат, бе, хомно едно нилски конј. Тие другите никој не ги оценува да сменат име, идентитет. Нас не оценуваат. Тебе ако не ти е проблем да се наречеш магаре, ако некој бугар или некој од ЕУ ти каже ти си магаре, тебе ако не ти е проблем да прифатиш дека си магаре, може на друг му е проблем, бе. Дилајло една. Како уште не свативте дека изгубивте избори затоа што го испровоциравте народот. Го накурчивте до таа мера со вашите предавства национални, да доби неодолива желба, потреба да ве сгази на изборите. Затоа изгубивте. Затоа толку катастрофално изгубивте. Помалку катастрофално ќе изгубевте да се држевте до националните интереси, само да ви останеа скандалите со тендери, со мендери, со васона. Изгубивте заради најкрупните работи. Прво заради предавството, велепредавството кон својот народ, а после за оние најкрупни скандали што беа. Со модуларната во Тетово, со скандалот во онкологија и со уште една-две такви работи. Но верувајте, дека не го лажат најмногу ради вашето велепредавство што го подпишавте, промената на името и оној несреќен договор за пријателство во наводници со Бугарија. Впрочем, ова што го зборувам, наскоро пак ќе ви се потврди на локалните избори. Ама ви велам, на останатото членство, не губете време. Напуштете го тој кенеф, таа клоака, наречена СДС. Тргнете се. Особено тргнете се, ако се ова што ви го зборам, ако со се ова што ви го зборам, барем 50% се служувате. Веднаш тргнете се од таа клоака, у која што си го трошите времето. Со вакви недоквакани ликови.